Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Војан Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро дојде. Благодарам за поканата, Љупчо. Бојан, имавме интересен викенд во однос на анкети кои што во повеќе наврати на различни теми ги слушнавме, подолг период немаше, но мислам дека беше добро да се види односот на силите, бидејќи се кажаа многу работи од едната и од другата страна. Некој тврдеше нешто, друг сосема поинаку, но оние бројки кои што ги добивме за многумина беа очекувани, а оние другите претпоставувам дека знаеа дека се такви, ама се обидува нели секогаш да ги извадат работите од контекст. Не верувам дека ќе излезат со нова анкета како оние што беа за референдумот или нели оние со статистичка грешка поголема од нели односот, но еве, она што го слушнавме после подолго време, мислам дека и пораснат односот. Мицкоски наспрема Филипче е 7:1, ВМРО ДПМН наспрема СДСМ е 5:1. Филипче е трети или четврти, имајќи предвид дека има ист рейтинг со Таравари, но е многу подолу од Али Ахмети кој што има 6,2, наспроти Мицкоски кој што има околу 26, 3,8 имаат заедно и Таравари и Филипче, така што може да кажеме дали трети или четврти. И оние кои што се понатаму што следуваат се буквално качано во рамки на статистичката грешка. Зошто? Затоа што и самото истражување во него е наведено дека 3% е процентот на статистичка грешка. Апасиев има 2,6 или 7 и сите останати имаат 2, нешто, така што сите се во рамките на статистичка грешка или имаат можеби па и немаат рейтинг. Еве, после подолго време слушнавме вакви резултати, дали беше еве очекувано за тебе 7-1 или пак можеби мислиш дека и повеќе? Па очекувано беше. Заради тоа што подолго време наназад ние говориме дека една од најлошите работи што некој политичар може да ја направи е да ги потцени сопствените граѓани како тоа што тие го правеа 7 години. Зборам за СДСМ, за Левица во емисијата ќе имаме доста можност да зборуваме. Некако водење на политика на купи ден продај, потценувајќи ги сопствените гласачи, секогаш води до вакви резултати. Прво проверија на изборите како стојат и како тие политики завршуваат, сега и на анкетата, така да за мене се очекувани. Имајќи во предвид, бидејќи кога ќе се направи анализа на целата анкета, не се работеше само за анкета на политичките показатели, туку и на владините политики, што особено на нас ни е значајно, бидејќи ние ја превземавме власта да решаваме проблеми, да таа руинирана, разурната држава без никаков систем ја оправиме и едноставно ни дава повеќе мотив кога гледаме дека во насока на политиките, во правосудството, во економијата, граѓаните ги препознаваат реформите кои што ги правиме и покрај тоа што сите добро беа свесни каква држава наследивме, впрочем и затоа беше таков изборниот резултат. Ако ги видиме добро анкетите, тоа укажува на следново, дека ВМРО ДПМН на наредните избори, кои што ќе бидат во овој момент известно нели само локални, можеби ќе има и некако друг карактер, но во моментов се само локални, ќе има еден убедлив историски триумф во кој што сигурно ќе има петка однапред во освоени општини. Сигурно ќе има многу повеќе советници кои што ги има во овој момент како актуелна власт во локалната самоуправа. СДСМ пледира и многу сериозно конкурира во историски контекст на нивните раководства да имаат историски резултат нормално изразен во негатива, односно да останат на 0 општини. И ако требало да ги искоментирам на една реченица овие анкети, би кажал следново, тоа укажува на тоа дека ВМРО ДПМН на наредните избори ќе има убедлив триумф, земајќи ја во предвид ако одиме во надпреварувачки контекст визави целата опозиција заедно. Сите заедно кои што се нарекуваат опозиција да се спојат, ВМРО ДПМН ќе има повеќе општини него тие заедно и повеќе советници него сите опозицијски партии без разлика дали ќе настапат одделно или заеднички, ќе имаме ние повеќе од сите нив заедно. Ке ги оставиме во наредните месеци како што ги оставивме и сега, да инсинуираат, да фабрикуваат, да лажат, да сеат омраза, политички да се обидуваат на глодарски начин да искористуваат трагедии, а ние ќе го правиме тоа што го правиме во моментот. Да работиме, да испорачуваме уште повеќе, да не застануваме, да не ги изневеруваме гласачите, да веруваме во тоа кое што тие како порака ни го даваат на нас и да ги цениме соодветно на тоа како што го заслужуваат.
За жал на СДСМ кој што реагираа на анкетата дека бројките не биле вистинити, односно биле нели фингирани. Анкетата е направена од Market Vision и од МКДМК како нарачател, нели, интернет сајтот новинарски. Секогаш нивните анкети се покажани дека се точни, ама буквално до деталче, што не им годи на СДСМ и нивната приказка, за жал. Имаше контрадемант од самите, нели, Market Vision, односно од МКДМК. Една работа која што е преседан во македонската историја, ако гледаме последниве години особено, и работа која што помина многу бегло како и самата анкета. Јас верувам дека тоа е поради, знаеш, нема цензура во опозицијските медиуми, апсолутно никаква. Јас би ги запрашал зошто во ниту еден опозицијски медиум ја немаше анкетата на Market Vision, односно анкетата на МКДМК. Анкета во која што се вели дека е 7-1, дека е 5-1, нели, во однос на лидерите, односно председателот и лидерите. Лидер е еден, другите се председатели, за жал, не може да водат нешто со толкаво членство, но 5-1 еве партијата наспрема опозицијата ваша. Еден друг преседан, кој што го заборавија и повторно никој не го обработи. Јас сакам многу да си играм со бројките, но интересни ми се. Над 52% од граѓаните на прашањето доколку утре има избори, за која партија би гласали? Ова не се случило до сега во Македонија. Имате 52,4% од граѓаните, сите што одговориле, примерокот е околу 2000 луѓе, рекле дека ќе гласаат за кого? За ВМРО, ДПМН и коалицијата. Ова досега, Бојан, не се сеќавам да се случило во историјата на Македонија. Над 52% за една партија немало до сега. Така што, еве, цензурата на една страна од опозицијските медиуми кои што се теледиригирани на копче, да не се лажеме од кога само се преправаат нешто, но еве, имаме и 52,4% за една партија. Предпоставувам ви година ова и огромна обврска. Така. Ние секогаш ги гледаме овие показатели како обврска. Бидејќи политиката ја разбираме на начин на кој што ние не сме избрани да апстрактно само благоголиме во јавноста, туку да работиме. За нас политиката е работа, работа и работа. Се согласувам со вашиот впечаток, но можеби е и подобро да молчат, бидејќи кога излегуваат во јавност или го напаѓаат американскиот претседател или гледаат да направат колку што е можно повеќе штета, но тоа е нивен избор, ние сме демократска држава, ги поддржуваме сите медиуми, нека информираат на начин на кој што тие сметаат, на нас тоа не ни пречи. Од аспект на водството, на кој што е 5-1 во однос на СДСМ, јас повторно ќе сакам да бидам на некаков начин, ајде да речем, поширок во моите гледишта и тоа ќе го толкувам нема само како ВМРО ДПМН против СДСМ, туку како цела коалиција, бидејќи тие се коалиција. Тука ќе ги ставам и Демократската унија за интеграција и нормално сега нивната ударна игла, левица, која што, ако видите, практиките, политиките, координациите се исти. Така да, тие трите нека ги гледаме некако еден политички субјект, а од оваа страна ВМРО ДПМН кој што ќе биде осамено. Но ако ги видите вие вака и другите показатели, ќе видите нешто што на нас не импонира, а тоа е дека конечно по многу години веќе корупцијата и тој трулеш на системот повеќе не доминира кај граѓаните, бидејќи гледаат надеж. Односно на кованица и премиса како до сега, повеќе не е како до сега и ние сме исклучително срекни заради тоа што граѓаните гледаат повеќе дека нема политички моќници од мала речица, нема ликови кои што доаѓаат со патеки како една цела просечна плата во државата, кои што диктираат, кои што кажуваат, кои што ги водат најголемите проекти и граѓаните гледаат дека има неселективност на секаде, бидејќи вие секој ден, па дури на тие медиуми кои што очигледно сакаат да ја скријат вестината, гледате дека доминираат наслови, дека има кривични пријави, луѓе кои што се приведени пред органите на прогонот, или еве неколку дена луѓе во комичен аспект ми го кажуваат тоа, но јас би сакал да биде на некаков начин и резултат на нашата борба со корупцијата, дека и самата претседателка можеби на Државната комисија за спречување на корупцијата еве опфатена во одредена истрага и така натака, што е прилично позитивно. Од аспект на економските мерки, добро е таа тема да доминира, бидејќи ние таму и најмногу треба да направиме. Треба да го подобриме животот, треба да носиме економски мерки. И ако видите, СДСМ и тука критикуваше. Тие така тераат. И знаете, кога ќе видите кои ликови, дали во собранието или на пресконференциите ги критикуваат мерките, тогаш да знаете дека сте во право.
Таму нема нови ликови, таму нема реформирање во партијата. Истите оние кои што досега, односно до вчера го донесоа СДСМ на ова дередже, кои што беа главни креатори на политиките, тоа не се луѓе кои што преку ноќ станале попаметни. Тие се истите оние луѓе кои што не набавуваа вакцини, кои што ја донесоа Македонија да биде убедливо закована на дното по економските параметри, социјалните или така натаму. Сега тие ги критикуваат нашите економски мерки. Ние видовме во таа анкета дека најголем дел од граѓаните и ги поздравуваат мерките кои што владата ги носи, впрочем и синдикатот во кој што во моментов е сосема јасно на какви страни и какви ставови ние нели припаѓаме во однос на на размената на ставовите, и тие констатирале по двомесечно необјавување на мерките, односно на синдикалната кошничка, дека има намалување на цената на храната од 2147 денари на резултатот на мерките. Што е нешто кое што пак повторно ќе кажам нас не импонира. Се додека граѓаните не ценат нас по резултатите на нашите политики, на нашите проекти, резултатот ќе биде ваков. Резултатот ќе биде ваков и никој од нашата партија не го искористи ова за да го прикаже како триумфализам, како што тоа тие го правеа, туку како дополнителна обврска. И веќе наредните неколку изјави на нашиот премиер и на министрите беа исклучиво во насока на што ние планираме дополнително да направиме. Ова не треба тука да не запре, туку треба да го интензивира целиот оној контекст на испорачување кон граѓаните. Затоа и постоиме ние. По повеќе од десетлетие, уште една работа која што се случи сефте позитивна, значи после многу долго време граѓаните кажа дека главна грижа им е економијата. Корупцијата, која што доминираше апсолутно тотално минативе 10 на 15 години, особено минативе 7 години, да не зборуваме 8, сега корупцијата не е со мал процент, но е падната за промена после толку долго време на втор план, како грижа на граѓаните, загриженост, бидејќи исто така, според истражувањето, над 50% од граѓаните, односно 70% вкупно гледаат раздвижување на овој план, односно дека владата како така на различно ниво гледаат, не се сите на исто, но 70% гледаат дека владата се справува со корупцијата на овој оној начин како и ден, но вкупно се 70% наспрема 23% кои што се негативно расположени кон корупцијата и односот на владата кон корупцијата. Претпоставувам дека тоа е членството на СДСМ, на ДУИ и на Левица, ако ги соберете заедно, и бројките од прилика кажуваат тука некаде, но еве овој преседан позитивен, конечно на граѓаните да им е побитна економијата, односно да спадне онаа корупција, рак рана на македонското општество во втор план. Така е. Па знаете како, ако го земеме низ контекстот на владењето на ВМРО ДПМ, не мислам дека борбата со корупцијата треба да се подели на два периода и на една пресвртна точка. Тоа беше за жал огромната трагедија која што се случи во Кочани. Претходно јас сакам да ја потсетам јавноста дека ние влеговме во еден процес на менување на јавниот обвинител, на распуштање на судскиот совет, бидејќи не бевме задоволни од нивната работа, затоа што видовме со какви ситуации во актуелниот простор и располагавме и што можевме да го очекуваме од аспект на расчистување на овој криминал, бидејќи ние, да бидеме реални и да бидеме искрени, еден од нашите главни столбови при и кампањата и во 7-годишното опозицијско наше работење беше дека ќе ја донесеме, ќе ја вратиме правдата во државата, и затоа имавме консензус помеѓу сите кандидати, а најмногу за тоа беше и поборник и председателот на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова. И ако за нешто сме се обврзале, би биле несериозни ако тоа не почнеме да го испорачуваме од првиот ден. И многумина не веруваа, Љупчо, затоа што во ова општество има ликови кои што, како тие што ги споменавте вие, како вие од опозицијата, кои што намерно сакаат да живееме во едно мучуриште каде што нема да има подобар од никого, односно ако вие направите атмосфера на една таква општествена, па како да кажам, општествено присутно расположение дека не можеме подобро од ова, дека ова е максимумот, дека најдобро што може да го понуди оваа држава како премиер е Зоран Заев, дека најдобро како нешто што може да го понуди оваа држава лидер на опозиција е Венко Филипче, дека е нормално тие кои што се на власт да прават криминали и никој да не ги санкционира, дека е нормално дуи 20 години да биде на власт и никој да не биде повикан на одговорност. Вие кога ќе се обидете тоа да го променете, вие ќе најдете на отпор. И тука повторно ќе кажам, тоа е вториот знак дека вие нешто правите добро.
Понатака оние спијачи кои што 7 години ништо не кажаа, поранешните шарени револуционери кои што сега сакаат системот да биде сменет, па прашуваат кој е следен, па системот е следен, кои што до таа мера мислам дека го премина оној рубикон на нормално однесување, да се присутни на одредена жешка тема додека е актуелна, а тука се работи за луѓе кои што ги имаат изгубено своите најблиски. Самиот момент кога таа тема веќе ќе почне да оди во втори или во трет план, тие веќе почнуваат да се откажуваат, дотаму одат да кои што не се ни јавуваат на семејствата да прашаат како се, а претходно ги искористуваат и ги злоупотребуваат на еден најподол нечовечки начин. И сега тие се исмеваат, знаете, сметаат тоа нема шанси, релативизираат, за да кога видоа дека веќе се случуваат работи и дека ѓаволот ја однел шегата, дека некој може Артан Груби да го повика на одговорност. Ја се сеќавам овој Мемене втор мандат, кога тој ќе влезеше во собраниската сала, овие од СДСМ занемуваа од страв. За оние од левица не сакам ни да говорам, тоа се ликови кои што само на телевизија или на Фејсбук може да дадат некаков негативен коментар за било кого од ДУИ. Видоа дека нема селективност, дека може секој да биде повикан на одговорност. Веќе се обидуваат на некаков начин да фатат сосема нов контекст во однесувањето на оваа битка. Ние тогаш кажавме дека имаме многу материјали кои што сме ги однели и до јавното обвинителство, нашите институции секојдневно испорачуваат, но не бевме задоволни од начинот на кој што јавното обвинителство ја испорачува својата надлежност, односно борбата со правдата, за носење на правда, со тој правосуден систем кој што беше атрофиран прилично. За да потоа после од оваа трагедија која што се случи, да направиме еден па би кажал робусен атак врз сите оние кои што допринеле до една ваква трагедија, да во моментов за еден ваков случај кој што е особено трагичен, има 68 лица кои што се офатени со истрагата, има лица кои што се во притвор, актуелен министер, актуелен градоначалник, и граѓаните го поставуваат прашањето зашто ваква истрага и зашто вакви действија не можеа да се случат и за модуларната болница. Не можеа да се случат и за онкологија, не можеа да се случат и за трагедијата во Ласкарци или за трагедијата со Беса Транс. И нешто кое што ние зборуваме тука за 75 семејства кои што во овие трагедии без онкологија ги загубија своите најблиски, а се уште не добија правда. И токму тоа, ова неселективно постапување или сите овие работи кои што се случуваат во таа борба со корупцијата, граѓаните го препознаваат. И затоа на некаков начин гледаат дека треба да дадат поддршка на нешто кое што оди во насока на расчистување на ова мочуриште. И добро е кога некоја тема не доминира во ваков контекст во општеството, бидејќи на некаков начин ви дава можност вие во таа тема која што најмногу ги тишти граѓаните, бидејќи ова не е нешто што е позитивен контекст, туку е негативен контекст. Ако најмногу некоја тема доминира, значи најмногу ги мачи граѓаните, ви дава можност повеќе да се фокусирате на другите теми. Сакавме и навистина имаме ентузијазам многу повеќе да направиме, но некогаш и времето не ми дозволува, се само 10 месеци граѓаните имаат многу очекувања заради тоа што ништо не функционирало. Така да оно кое што може да го очекуваат од нас граѓаните е постапување со несмален интензитет во сите сфери на општеството. Не очекува многу работа, не очекува испорачување на дадените ветувања, така да мислам дека одиме на добар пат да направиме една, како што би рекол премиерот Мицкоски, сега за некој месец и половина ќе дојдеме до точка нулта, бидејќи стратегијата беше да го спречиме слободниот пат, а веќе потоа да правиме платформа која што треба да ја искачи оваа држава на некој ниво над точката нулта, бидејќи до сега видовме до каде не донесе овие пред нас. Наспроти оние обиди токму на опозицијата, односно зборувам СДСМ, ДУИ, Левица, дека постои некаква си селективна правда, за тоа се застапува постојано СДСМ, или антиалбански атак, како што го представува тоа ДУИ, граѓаните оценија над 2/3 од нив дека владата добро, односно институциите на системот, кој што беше како што беше, за жал замисли па да беше во добра форма, дека добро се справиле со Кочанската трагедија и последиците од неа. За разлика од опозицијата која што и денеска, еве, четвртокот имаше пратенички прашања, поминаа повторно во знакот на селективноста, на антиалбанскиот наратив што го пласира постојано ДУИ, но очевидно е дека и покрај сето тоа што го прават, а е јавово и
постојано се стативи ќорфишеци што велат, нели? Народот не пие нафта, што би рекле, народот гледа многу добро што се случува и увиде дека сепак оценката нивна е многу по-позитивна за власта, колку им да може да се биде позитивен во една трагедија, но зборуваме за справување со последиците и за реакцијата на државата, нешто што можеби многуми нарекоа дека сме имале среќа што имало вежба токму ваква во овој стил, месец и половина токму доктор Мерџановски од кризниот штаб го потврди тоа кај мене во емисија. Не е тоа среќа, конечно на некого му текнало дека треба да има таква вежба и системот е активиран, институциите кои што се потребни во случај на несреќа беа уходани и се случи тоа што се случи за наша среќа. Па, знаете како, прво треба да им се честита на здравствените работници и на сите кои што го менаџираат тој процес. Биејќи покажаа дека и таков каков што го наследија е живов и навистина го заслужија зборот херои кој што граѓаните го користат за нив и се многу заслужни за многу спасени животи од повредените и навистина треба да им се честита. Од аспект на истрагата граѓаните се задоволни и го гледаат начинот на кој што се постапува, иако треба да знаеме два многу важни моменти. Истрагата се уште не е завршена, што значи дека во моментот тече вештачењето на над 70 запленети лаптопи, мобилни телефони и така натака, како и испрашувањето на над 300 луѓе кои што треба да седнат и да одговараат на прашања, што не ја исклучува можноста и дополнително да биде проширена надвор од овие 68 лица. Но тука треба да ги акцентираме неколку моменти. Прво, истрагата ја води јавното обвинителство. Јавното обвинителство го раководи јавен обвинител, државен јавен обвинител, кој што е избран од мнозинството на СДСМ и на ДОИ. Во овој момент, Министерството за внатрешни работи постапува по насоки на јавното обвинителство. Какви насоки ќе даде јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи ќе постапи. Од првите часови, првите 10 минути после трагедијата, Министерството за внатрешни работи и неговите капацитети се ставени во можност на јавното обвинителство. Тоа е една работа. Втора работа, сите оние институции во овој правосуден систем, Советот на јавни обвинители, Советот на судиите и така натаму, се избрани во претходниот систем, односно од претходното мнозинство. Така да тој аргумент кој што сега се обидуваат Филип Чевенко, Али Ахмети, Апасиев Димитар да го пласираат во јавноста, е ништо повеќе од пласирање на нереални аргументи кои што имаат за основ да ги злоупотребат оние семејства на луѓето кои што го загубија животот. И тука сум многу внимателен. И тука сакам на јавноста да ја потсетам на уште еден начин. Вие ќе се сетите, вие сте прилично искусен новинар. 2015 година за еден германски весник Зоран Задев даде изјава дека тие кои што го извршиле убиството кај Смилковското езеро не се лицата кои што се во затвор, односно дека тие се невини. 3 години си играше со емотивната состојба на семејствата на луѓето кои што на семејствата на лицата кои што го загубија животот таму, односно кои што беа брутално убиени. Имаше ДНК докази за тоа, прости што те прекинувам, тоа беше тешка небулоза. Потоа ги гледаше во очи нивните мајки и ги лажеше дека има докази, има бомби, дека возилото било на Министерството за внатрешни работи, на некој советинг на претседателот Иванов паднал телефонот, дека некој висок функционер на претходната таа влада на ВМРО ДПМН е бил инволвиран, за да потоа бескрупулозно и дрско ги убие повторпат, отиде во судот и се правеше недоветен. Да. Истото беше за диво населје, ако се сеќаваш. Истото беше за тоа. Таа група на луѓе е спремна на се само за да дојде до таму каде што сака. Некрофили. Ако ќе дојде до таму, краде, распродава национални интереси и нема да се сети на овие кои што во моментов се најпогодени. И затоа граѓаните ја прават разликата. И ние кажуваме, нека се шири истрагата до таму до каде што обвинителството ќе пронајде докази. Било кој да е, кој што има најмала вина, ќе има одговорност. И они повторно се обидуваат тука да го релативизираат и да не стават во намучуриште дека сите се исти, дека не е така. Но, тука има еден момент кој што е многу важен и кој што го пропуштаат. Сега одат со некои си дневно-политички тези, не во овој момент истрагата трае, нема да подржиме анкетна расправа, па гласаат заедно со ДОИ. Анкетна расправа ќе има. Никој да нема никаква дилема околу тоа. Но ќе разговараме и за онкологија. Ќе разговараме и за модуларната клиника.
Ке разговараме и за Беса Траве. Ке разговараме и за Дурмутурс. Ке разговараме како е возможно автобус да помине над 60 пати на границата, а да бидат суспендирани само еден раководител и двајца цариници. Како е возможно да не одговара тој кој што го водел инспекторатот за транспорт, министерот за внатрешни работи, кој што е директна надлежност границите и поминувањето, бидејќи не може вие да не знаете дека системот вас некој ви го пробил. Како царинската управа и незиниот директор не одговараше. Како министерот за транспорт не одговараше, а издал лиценца кој што ја потпишал и не видел дека во системот можеби не постои тој автобус. Дајте да видиме како Министерството јавната набавка за модуларните клиники го сменила Министерството и како некој дал подпис за тоа да биде поставено тамо како урбана опрема. Ајде да видиме зошто немало тамо никакви стандарди кои што биле исполнети за да се заштитат граѓаните кои што невини и живи изгореа тамо во таа клиника. Ајде да видиме кој технички преглед дал подпис. Ајде да видиме дали навистина починатиот шофер во Бугарија на автобусот е виновен или некој друг од ДУИ е виновен. Понатаму граѓаните прават разлика со 68 обезбедени и осомничени лица и поднесени кривични пријави од Министерството за внатрешни работи и десетици во притвор во споредба со сите овие трагедии каде што немаше ниту една, повторувам, ниту една кривична пријава од Министерството за внатрешни работи, каде што 15 на дена не можеа да го најдат сопственикот на автобусот кој што се обраќаше во Бугарија за да му направат надзор на неговото работење од државниот инспекторат за транспорт. Или на вас реално вие никој да не го повика директорот на тогашното биро за вештачење, сегашен председател на огранокот на ДУИ во Гостивар, да прави вештачење кое што ќе биде над година дена не изготвено. Кој им постави прашања на тие луѓе? Сега ќе им постават. Сега некој ќе му постави прашање на Венко Филипче и на Спасовски Оливер и на таквите како нив, кои што сега од страна даваат квалификативи, дури доживеавме ситуација еден Спасовски да не дели лекции како да се води истрага. Тоа веќе нема да биде како до сега, туку сите овие случаи го храбруваме обвинителството да не испадне дека се мешаме, дека даваме квалификативи, правиме притисок, ќе разговараме за ова на анкетна комисија. За секи има одговори. Нека не мислат дека некој ќе се спаси, а особено не овие од ДУИ кои што се кријат зад привиден национализам, дека некој сака против албанците. Има тука една интересна теза. Во овие претходни трагедии, во овие 75 жртви, нема само македонци, таму има од сите националности. Па, кој беше анти-албанец кога ги криеше вештачињата? Кога пробуваше да ги спаси собствениците на овие туристички агенции затоа што се блиски до ДУИ. Тогаш не беа самите ДУИ антиалбанци или тогаш животите на албанците не беа важни додека тие брутално крадеа и вршеа невиден лоповлук на парите на тие жртви. Така да, затоа во овој контекст и граѓаните го препознаваат тоа и едноставно тоа е јасно дека нема да има поштедени. Ќе се срамат еден ден од ова кое што го прикажуваат и го рефлектираат во јавноста, но затоа сме ние тука. Ние трпеливо ги водиме нашите политики во сите сфери. Не едноставно обрнуваме премногу внимание на ваквиот притисок од ваквите лица кои што немаат никаков кредибилитет да го бараат тоа, туку одиме директно по словото на правото, по словото на законот и ќе има одговорност за секој ден кој што е минимално инволвира и во оваа трагедија и во претходните трагедии. Не е на одме да ги отворите и двојник каде што виновници испаднаа шалтерските работници во МВР, иако името на поранешниот министер се спомна, дури и во Белград при еден случај, Беливук се викаше, од тој криминалец, од оние босовите кои што добил од некого, па спомна некого, но никој не реагираше. Не е на одме да отворите и онкологија. Знам дека и таа е во план и таму што заврши работата, медицинските сестри, нели? Имаше една анкетна комисија за сега, која што сега толку, нели, гракаат и викаат, ја имаше, никој не ја зема ни под разно, хихи, политичка била беше тогаш, така? Не гласаа за заклучоците. И дојдоа на затворена седница, си прочита еден памфлет од штаб. И тука заврши истрагата за онкологија. И покрај тоа што тука имаше два моменти, имавме ние разгледување на ревизорски извештај на кој што државниот ревизор, главен ревизор Максим Мацевски, ја му честитав тогаш за храброста, многу професионално ги соопшти сите тие информации во јавноста и вториот која што го водеше почитуваната Рашела Мизрахи, на која што и Венко Филипче доаѓаше, сведочеше и покрај тоа што директно не го испочитувал законот за здравствена заштита, обвинуваше како претходните министри на ВМРО ДПМН не ги ставале апаратите во функција, мислам такви неболози.
Но мислам дека токму затоа излегуваат со вакви индиции во јавноста и вакви лажни информации, бидејќи свесни се дека ременот се стега и полека почнува да доаѓаат едно по едно оние кои што се истражители по притисокот на јавност и јавното обвинителство до реалните виновници за сите овие скандали. Така да многу скандали ќе се отворат во наредниот период и ќе имаат и резултат, ќе има и епилог од сето тоа кое што ќе се пропагира во јавноста и сето тоа што ќе се отвори како истрага. Свесни се и дека не се на вас, да, судството и обвинителството се отстапна точка нели за нив, но сепак кога не се на вас, малку поинаку се однесува, дури и тие го видовме тоа во Кочанската трагедија и како се разработија можеле обвинителите, затоа беше оној процент над 50% поддржаа граѓаните распуштање на судскиот совет, а само во наводници 45,5% поддржаа распуштање на советот на јавни обвинители, односно на државниот обвинител. Сега една работа која што исто така покажа што мислат граѓаните за оваа партија која што постојано сипа песок во сојузничката осовина, тоа е СДСМ, кажа една многу јасна порака дека над 50% од граѓаните сметаат дека СДСМ не се исчистила од криминалот во себе. И тоа е факт, значи граѓаните, повторно ќе кажам, не пијат нафта, гледаат што се случува и свесни се, бројките го кажуваат тоа така. Па доволно е да пуштите само собраниски канал и сето ова што граѓаните го мислат да ви се докаже и директно е да го видите. Прво, кои се лицата кои што сега проопозицијски настапуваат и ги бранат политиките на СДСМ. Второ, има ли подобар аргумент за таквото мислење на граѓаните тоа кој е председател на таа партија, Венко Филипче. И тука има уште 1%, бидејќи не знаат половина од граѓаните кој е лидерот на опозицијата, бидејќи имаат сериозно двојбено мислење дали е Венко Филипче председател на СДСМ или неговиот најблизок соработник Зоран Заев. Па видовме неодговорени тврдења во јавноста за тоа дали е вистина дека имаат златни визи за Дубај и така натака, односно тоа е еден ист лик, но лице и опачене, односно карактерот е ист. Видовме и многу докази во однос на тоа, така да не може вие да се реформирате кога доволно е само да видите кој ви е координатор на пратеничката група, кој ви седи во првиот, вториот и сите редови натака, со какви постапки тие лица се соочени, што имаат направено во нивното минато, какви пораки испраќа таа партија од аспект на се уште ненаучените лекции, од аспект на одбрана на националните интереси. Привидно се обидуваат да покажат дека има некаков нов бит во политичкото функционирање, но не може да очекувате тие луѓе дека ја научиле лекцијата, која што се уште можете да видите излегуваат, даваат идеи кои што идат директно во корелација. Ве се збориме за националните интереси, односно во да научите нешто од народот, можел да научи нешто од Зоран Заев, сачувај Боже би рекол. Некој тоа го кажа токму истиот тој Венко Филипче, да го дигна на пиетет некаков, кој знае па да се потсетиме пред да стане пратеник. Каков политичар бил тоа, сите знаеме. Не дај Боже да ако па дојдеме до тоа дередже да учиме од тоа што го правил Заев, да ставиме клуч, нели, да го викнеме шом да го изгаси светлото. Венко Филипче не е единствен што го мисли тоа. Таму во таа партија имате загрижувачки процент на луѓе што веруваат во истото што го кажал Венко Филипче. Она киднапираната партија која што веќе не е она што беше. И затоа треба да ви стане јасно со какви луѓе си имате работа и зошто не треба на тие луѓе да им се дозволи да дојдат блиско до институциите, бидејќи нивното влегување во институциите носи кон тоа да се уште не убедуваат по медиумите дека ние сме го кочеле евроинтеграцијскиот пат затоа што сме барале гаранции, дека ние не сме преговарале и нашиот пат кон Европската унија не идел преку Софија како што тие генијалци направија начело со оној Бујар Османи, туку дека ние сме кочеле, они ќе го решиле проблемот побрзо, дека требало само да вметнеме некого во уставот за да дојде еден бекхенд демант од Софија, министерот за надворешни работи на Бугарија уште еднаш декларативно и јасно кажа дека тоа е само почеток, дека нашите проблеми допрва доаѓаат во однос на тие потпишани нивни договори. И сега тие луѓе се уште веруваат дека ќе го излезе и Марта Кос го кажа исто, не може да имате никакви гаранции. Токму затоа има 5% рейтинг. Токму затоа разликата е 7-1, токму затоа разликата е 5-1. Беше 5, последната е 3,8. Да, Венко Филипче има слободен пат, да. Метеор би кажал на политичката сцена, така да тоа се си укажува, тоа е директно јасно. Тоа е можеби добро за ВМРО ДПМН, но не е добро за политичкиот контекст во државата, бидејќи тоа е укажува на таква несериозност да ваквите, вие убаво кажавте на почетокот, веќе овие проценти се во рамките на статистичка грешка.
Се што дојдоа на лидерската средба, побараа работни групи, им ги понудивме, дојдете луѓе, се што е добро за државата, ние ќе го прифатиме, немаме проблем да соработуваме со вас, но со нереформирана партија, со ликови какви што ги имаат во партијата и се уште се главни во насока на креирање политики на таа партија, толку може да се очекува и од нив, но и од некое квалитетно политичко делување на политичката сцена или размена на аргументи. Ако статистичката грешка е 3%, ако вашиот председател Мицкоски има 25,7, доколку е грешка, може да има минимум, значи 22,7, Али Ахмети со 6,2, па може да има минимум 3,2%. Венко Филипче, ако статистичката грешка е 3%, ќе има 0,8 реални проценти кои што може да бидат во рамките на маргините на грешка кои што се случуваат. Тоа многу кажува за целата таа приказка 7:1 настрана односот, нели? Поразително е за една партија која што беше каква што беше, но мислам дека тие луѓе кои што беа во неа, оние вистинските веќе се тргнаат, велат дека чекаат во редици пред една партија чии што лидер е од Куманово. Некои пробали и онаму, ама видоа дека не било подрум. И тоа беше многу интересно, Бојан. Јас не сум слушнал, следам и огласи за недвижнини, нели, од време на време ќе видиш нешто. Продавам стан со подрум, продавам приземје со подрум. Председателот на Левица излезе рече, имаме подрумски простории со приземје, се сеќавам на неговата реченица. Никој не продава или купува подрум со приземје, купуваш приземје со подрум или стан со подрум. Лјупчо, прво, она вие го кажавте, само да искоментирам, не е поразително за СДСМ овие бројки, туку се заслужено. Ја би го кажал тој збор, тој епитет, заслужено. Некој би рекол ви малку. Па да, за овој вториот што го споменате, видите каква имате какво диаметрално спротивно движење. Пред неколку години кажуваше дека не може дома да си го реновира купатилото, за да сега дојдеме до подрум, приземје во хотел, во кој што има отворено и кафуле. Ми се расипува алфата до луксузна кола од 30.000 евра, а јас би кажал на граѓаните, бидете трпеливи, ќе видите во наредниот период за што зборуваме и дека воопшто не се такви какви што се представуваат. Ако не е вистиново што го говорам, слободно отидете на интернет и проверете зошто сум сигурен, а мислам дека и уште еден пратеник, имаат неажурирани имотни листови, анкетни листови, се извинувам, плаќаат прекршочна одредба 300 евра и не ги аплодираат повторно, нешто што е оврска на сите избрани функционери. Знаете, во кој момент можем да разберам, политика, дека може сега да се создаваат некакви, таков им е начинот на функционирање, на Facebook, на социјални мрежи, создавање одредени популистички некои си понуди, абстрактни, но не можем да разберам каква е таа, не би го кажал злоба, иако прилично гледам дека е многу почесто коментиран тој контекст за тие луѓе. Таа фрустрација на луѓе кои што не испочитуваа над 61 човек кои што го загуби својот живот и веќе во првиот час почна така гнасно и глодарски да инсинуираат, да наметнуваат некој расположение во јавноста што тотално беше ван секое човечко нормално однесување. И почнаа да внесуваат инструктори од Србија, да се обидат да ги подигнат студентите, да создадат одредени протести, нормално криејќи се од страна и така натаму, за до ден денес тоа веќе и ќе кулминира во наредниот период. Но и тие луѓе кои што се дотолку возљубени во својата функција, бидејќи јас одговорно ви тврдам дека не постои функционер во оваа држава кој што е позадоволен од тоа што е функционерот Апасиев Димитар и таквите како него, кои што се за среќа 6 мина на број, не се повеќе, кои што до таа мера се возљубени во функциите, да веќе имаат изгубено и вистинскиот рецептор на тоа што граѓаните го мислат или сакаат да се оствари. Бидејќи тие најмногу ги потценуваат граѓаните, да во овие анкети гледаме дека и нивниот процент паѓа. И еве јас одговорно тврдам од вашето студио дека тие луѓе ќе имаат многу мал број на советници, а нема да имаат ниту еден градоначалник. И дека ВМРО ДПМН, повторно ќе го повторам, ќе победи и ќе има повеќе советници од градоначалници од коалицијата Левица, СДСМ и ДУИ заедно. И тие треба да се запрашаат зошто е тоа така. Но од аспект на тоа што вие го кажавте, само двајца имаат по таа цена купено
имот во Скопје, тоа е едниот Артан Груби за неговиот брат и Апасиев Димитар криејќи се под превезот на партијата. Недалеку него 100 метри од истиот извршител има купено и Дрин Ахмети имот, внукот на Али Ахмети, и кога ќе видите сите тие ги врзуваат две оски. Една е извршителот кој што нели го кажа и премиерот со име и со презиме, нели овие од левица беа против извршителите, и една банка која што ги финансира сите овие инвестиции, а која што е со бугарски капитал. И ова нема да застане тука. Ќе видиме како тие лица купуваат недвижности за нив лично самите и зошто не ги пријавуваат во анкетните листови. Како, колку и на кого имаат исплатено средства од нивната партија и за патните трошоци ќе зборуваме. Ќе зборуваме и за возило кое што е набавено луксузно за другите потреби на лидерот, и за сето ова имаме докази. И граѓаните тоа ќе го видат. За сите оние лажни пророци кои што немаат никаков друг интерес освен личниот интерес и освен личниот паричник. Долго години си во политиката, не ти дојде да го смениш голф од тебе да си купиш некоја 40-50 илјади. Голф петка возиш исто како мен. Па видите, знаете како, тоа иде право пропорционално и со карактерот. Так. Вие не можете од една страна да говорите дека сте за граѓаните и дека сте за работничките права, а да форсирате луксузно менување на домот, купување на хотели во центарот на градот, возило за 30.000 евра и да развивате туризам преку кој што ќе го прокажувате на социјалните мрежи, на посета на одредени знаменитости за кои што вие сте горди. Замислете, во собрание носите црна кошула како символ на нешто, но кога сте надвор од државата, тогаш го менувате вашиот нели имидж. Така да никогаш не сум се ниту поистоветувал со слична идеологија, так. Ниту па не можам во било каков контекст да се поистоветам со Апасиев Димитар и таквите слични на него и горцом. Колку имам толку, јас сум така воспитан од моите родители, што имаме ке јадеме, што имаме ке носиме, но толку е колку што имаме, толку ни е доста. Повеќе не барам, туѓо не сакам и не сум во политиката да заработам. Знам и дека си го сакаш голфот исто како мене. Ке зборуваме уште, да. Ке зборуваме за моментот дека апатијата очебино дека заминува, бројките го покажуваат тоа, луѓето што ќе излезат и покрај се што ни се случува. Значи, со нас е Бојан Стојановски, се враќаме по куси од блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Бојан е на работа која што е повторно преседан позитивен за Македонија и македонското општество. Е факт еден кој што произлезе повторно од она иста анкета на МКДМК изработена од Market Vision на над 2000 испитаници во период од скоро 1 месец. Вели дека доколку утре се случат избори, граѓаните на прашањето дали ќе излезете за промена, 64,4% од граѓаните велат дека ќе излезат. Таа бројка беше неверојатна бројка на минатите години анкетите, каде што поголем број беше од оние кои што нема да излезат на изборите или пак не сакаат да одговорат. Сега имаме 2/3 скоро, 66% би било 2/3 точно, 64,4% велат дека ќе излезат на избори. Настрана на оние бројки кои што беа позитива за вас, 52 велат дека ќе гласаат за ВМРО и сето тоа, но ова значи дека луѓето, конечно и покрај ова што ни се случува страшна трагедија со Кочани и се, излегуваат од она апатија, која што чина ми не беше така случајно наметната од Заев и компанија, бидејќи кога си апатичен, кога одиш по на фатумот што да преш, што ќе преш, така не било пишано, нели? Тоа е тоа, нели? Буквално тоа го протежира за да луѓето седат дома и не прават ништо. Сега имаме една позитивна промена за македонските граѓани кои што велат ќе излеземе, а далеку сме од избори. Претпоставувам таа бројка така уште повеќе ќе порасне во меѓувреме. Сосема сте во право со последно што го кажавте, и ова е сосема висок процент без при тоа да има политичка понуда, односно програмска понуда на и некакви избори, така да јас очекувам некако ќе влеземе и во кампањата на локалните избори и кога ќе видат граѓаните нашата понуда, односно програмата на која што многу сериозно пристапуваме во незиното креирање, нешто што го покажавме и досега дека кога ќе станува збор за програма на избори, не го третираме тоа како памфлет на неколку десетина страници, туку една суштина која што веднаш потоа ја преточуваме и во нашите програми за работа, дали било во општините или во владата. Очекуваме тој процент да биде многу повисок. Но оно што е многу важно и кое што би сакал да го протолкувам на еден соодветен начин, но и граѓаните да го сватат како порака. Кога ќе видите вие
дека најголем дел од тие кои што ќе излезат, над 64%, се изјасниле дека доколку излезат 50% од тие 64 би гласале само за ВМРО ДПМН, а останатиот дел од тие проценти го делат неколкумина партии, сосема е јасно дека кога ќе направите понатака збир помеѓу таа поддршка од тие што би излегле на ВМРО ДПМН и останатите, тие кои што се проопозициони, немаат вкупно заедно збир на луѓе кои што одат во насока на промена на актуелната политичка влада, вие гледате дека тука доаѓате до еден соодветен аргумент дека овој пат граѓаните ќе имаат висока излезност, ќе излезат да гласаат, но ќе гласаат да продолжат луѓето кои што сега ги водат институциите за да ја реализираат програмата која што имаат понудено пред граѓаните. Односно, оној квантум на опозицијски гласови, без разлика на колку партии би се поделил, не е поголем од само една партија од тие кои што го формираат владеачкото мнозинство. Ако тука на рейтингот на ВМРО ДПМН вие го додадете рейтингот на коалиционите партнери во мнозинството, тоа се влен и знам, вие доаѓате до можеби над 60% од вкупните гласови на вкупно излезените. 70% се собираат. 70%, што е многу важно и оди во насока на тоа дека граѓаните ќе излезат сега за поддршка. И тоа е повторно еден многу сериозен комплимент, но е една уште посериозна обврска за нас, бидејќи сето на кое што во моментот сме го започнале, треба успешно да го завршиме, но и дека немаме време за губење и веќе вчера мораме да започнеме со реализација на останатите делови од програмата, односно во репарацијата и во реконструкцијата на овој систем. Она кое што е многу важно во наредниот период, во насока на локалните избори, на втората половина од месецот мај, веќе многу голем дел од кандидатите на ВМРО ДПМН и коалицијата за градоначалници ќе бидат јавно познати. Сакаме да доставиме простор за да тие кандидати се спремат, своите идеи ги истестираат со граѓаните, односно да излезат да кажат што планираат, да видиме како ќе биде тоа прифатено од граѓаните, да поразговараме дали можеме нешто од тоа да промениме согласно барањата на граѓаните и на таквиот начин да пристапиме со уште подобра понуда на локалните избори, а од аспект на централната власт, она кое што е многу важно, многу сериозно да се фокусираме во сите сфери на општеството. Од аспект на проблемот број 1 во анкетите на економијата најавуваме инвестициски циклус кој што би требало да опфати над 5,5-6 милиарди евра, но не оние како на мастер планот на ЗАЕФ, овие се проекти кои што се 95% договорени со влади на западноевропски држави кои што опфаќаат конкретен рок, конкретно финансирање кое што е договорено и конкретни проекти кои што треба да бидат имплементирани. Тука се работи за проекти во инфраструктурата, енергетиката, здравството и така натака, но и да продолжиме со подобрување на стандардот. Пензиите за само 6 месеци ги качевме за 5.000 динари. Исто така имаме покачување во многу делови од државната управа во платите. Ќе направиме максимални услови да го поттикнеме стопанството да ги покачува платите и во тој сектор многу странски директни инвестиции со кои што се преговара, така да сакаме максимално овие 4 години да ги искористиме за да испорачаме колку што можеме повеќе за нашите сограѓани. Уште еден преседан би го искоментирал, значи ова е веќе континуитет има од почетокот на вашето владење, 9-10 месеца како е што е, но постојана една работа се повторува. Тоа не беше никогаш случај во минатото. Секогаш по правило на нештата, особено како минуваа месеците, се намалуваше рейтингот на власта и се зголемуваше рейтингот на опозицијата. Сведочиме преседан во континуитет, опозицијата опаѓа, а власта за чудо, нели, што би рекле аналитичарите, така е, феномен е ова, вашиот рейтинг расте, опозицијата паѓа. Ова не се случило досега во минативе 34 години на 8 септември ќе направиме. Знаете како, тоа е заради оној пристап на подценување на сопствените граѓани. Предолго политичките елити ги подценуваа граѓаните, при тоа не земајки го во обзир нивното рационално расудување и што тоа граѓаните го сакаат. Граѓаните сакаат еден систем кој што ќе функционира нормално и сакаат политичари кои што ќе ги плаќаат за да испорачуваат. И може да го препознаат ентузијазмот затоа што граѓаните се свесни дека не можеме ние за 10 до 12 месеци да испорачаме чуда, но го поздравуваат ентузијазмот и трудот кој што се вложува. И во сите сфери на општеството е така и токму затоа убаво сте констатирале и вие, но она што е уште поважно, ајде да отидеме малку на локално ниво, ке речеме владата ете уште е 10 на месеци, многу од луѓето им требаше време, граѓаните го разбираат тоа да влезат во институциите, да се аклиматизираат на состојбите, да ги научат состојбите кои што се во институциите.
Но ако видиме на тоа дека градоначалниците 3 години и по 3,5 години од нивното водење на општините, во најголем дел истите градоначалници кои што сега веќе имаат еден мандат, имаат највисок рейтинг кој што е подобрен во однос на претходниот пат кога биле кандидати. Ако гледате дека во тие општини на ниво на кога го мериме јавното мислење, ние го тестираме и рейтингот од аспект на советнички листи на партија е многу подобар него пред 3 години. Ако гледате дека даваат подршка на нашите кандидати, вие разбирате дека граѓаните го ценат сето тоа кое што се случувало и кое што е одлика на нашето владење, работење. Нема ниту еден скандал, нема корупцијски скандал, има многу работа, има испорачување на ветувања, има присуство помеѓу граѓаните и тоа е оној контекст и веќе граѓаните знаат што може да очекуваат од нас. Знаат веќе што може да очекуваат од ВМРО-ДПМН е тоа излегување на терен, работа, честност, испорачување, ентузијазам, влегување во костет со проблемите, решавање на проблеми, не бегањето од проблемите, а не салонска политика која што се граничи со некој би кажал нереален фанатизам, со лаги, со лоповлук, со слугување, со витка на кичма, без достоинство и така натака. Токму затоа граѓаните го препознаваат овој начин на функционирање и овој феномен кој што вие го кажавте дека се случува првпат. Е таков каков што е. Контрастот црно-бело, така? Апсолутно. Се што треба да направите, видите, многу е просто начинот на кој што вие треба да ја практикувате политиката. Тоа е да не го подценувате сопствениот народ, многу да работите, да не го крадете и да не го лажете. Тие се 4 постулати кои што ВМРО-ДПМН ги почитува и кои што ги имплементираме и таа енергија граѓаните ја препознаваат. Без малку вие да сте присутни на социјалните мрежи и на медиумите, не можете да видите еден ден да помине без разлика каков била уредувачката политика на медиумите, да не сретнете дека некој градоначалник не реализирал некаков проект. Па дотаму дојдовме со тоа да на многу, па ете би кажал, медиуми или оние кои што ги застапуваат ставовите на опозицијата им пречи зошто секој ден некој министер или премиерот отишол на отпочнување на некој проект, увид во градежни активности или завршување на некаков проект. Тоа е нашето нормално. Тоа е нашето ново нормално кое што ние го кажуваме. Да, и ќе бидеме уште повеќе присутни, бидејќи ние така сакаме да ја практицираме власта. Не на настани на кој што треба премиерот да излезе да каже ајде сега ние самите ли ќе се запалиме или да го релативизираме тоа што некој кажал дека некого не бива како што тој поранешен прв вице-премиер го шетаа низ медиумите или да правиме смешни и комични пресконференции, тоа на нас не ни е во сфера на интерес и не ни интересира. Нас не интересира да сработиме што повеќе, колку што е можеме за пократко време да покажеме повисок перформанс, да го вратиме достоинството на овој народ и никој од нашите учесници или соучесници во власта да не се ни обиде да направи нешто лошо кон овие граѓани. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за просторот, Липче. Ми беше чест. И на мен. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.